Другари, значи одеме со второ видео да надокнадам за другите денови. Значи вчера снимав две, значи за едно видео да се концентрирате да го направите. Значи пробајте еве да се снимате, ќе видите колку мозоков ви лита на друга страна, што е доста интересно. Значи ви може да зборите со пријателите нон-стоп, али кога ќе пробате нешто да снимате, човече, просто мозокот како да излава и бега на друга локација, некако не се уклопува у самото видео. Другари, еве, мојот Twitter акаунт, не се сеќавам Twitter кога го направија, али нон-стоп ме блокира, 300 чуда, викам, ова ќе твиташ тука, некоја реченица, глупости, братучет ме тераше, брат, ова е еднината платформа, викам, брат, дај, не ме зафркај, ова глупости, разбираш, ќе твитам ја тука, кој ќе ме чита, и испаднав управо доста години, кои македонци користат Twitter, луѓе, не се ба. И 2019 викам, ќе го 2019 ја го реактивирав, која година го дава? 2018 и само немо пратев тука. И 2019 викам, гледам постират биткоин, иначе ако се сеќавате на Twitter, биткоин, ако пишуваш, ти си ненормален, ти си луд, знаеш какви ти се закачуваат тука ово да те плука, да те надуват и ја викам, ништо знаеш. Значи тие години ништо не брмлав и после ми така викам, чекај, ќе пинувам, разбираш. И ставам на мај 16 2019 година, викам, чекај, Twitter ќе почнам да го направам само за крипто. Ќе си зборам, знаеш, крипто гуги некаде. Гуштеров некој педерче, со извинение ми го, лошо се изразив, еден од LGBT ми го земал. Значи, знае ја дека кочник ја активирам и си го земал тоа чудото и у тоа време не можев да направам со исто име. Сега 200 скемери ќе ти го направат со истото име, у тоа време не можев да си го никнеймот, да си го Гуштеров користам. И викам, не ми даваше, замисли си, викам, криптогуги. И од тога другари, почнувам тука со моја. Да лупам, да трескам, малку луѓе ме следат. 872 за жал. Гледаш, македонците малку пратат, ова е повише се странци, 95% што се вика или повише 98 се странци. И ја не следам многу, најчесто следам за технологија и крипто. Тие што ме прашаат, тоа е мојо Twitter. Таму на дневна база споделам и таму можете да ме заследете и да најдете информации. Најчесто постирам што е интересно и за Стар Атлас така. И си повише за Стар Атлас постирам, одшо доста и Кардано е победил. Другари во какви работи, гледате Altcoin Deal го пратам, гледате Карданчо победи. Значи народот се освестува. 33.000 гласови, значи тие 33.000 верувајте дека 90% се страшни китови. Тука, значи, на дневна база објавувам, можете, тие што прашаа да ме следете. И другари, идеме на Cointelegraph, исто го разлистувам. После, првото видео беше за CoinMarketCap, второто видео е за Cointelegraph, го разлистувам и на дневна база тука гледате што гледате. Cointelegraph е америчка на елитата на длабоката држава, тоа што ги имаме ние медиумите у Македонија и низ цел свет, елитата стоја и овие си имат нивните медиуми, трубадури, си трубадурат, белото мече, гледате, Ethereum, посраа се со извинение, брат. Ethereum, братче, као демек нема да стигнал 5000, дрнјариња. Binance треба да го прате доста и гледа што е интересно. Binance will adopt USDC into its corporate treasury according to a statement provided to Cointelegraph. Опа, и натискате на линко. Бум. Другари. Интересна работа. Значи, ја шо ви продумав. Гледате, пред некој ден ви објавив Tether принта, трупа, овие, братче, гледаш, прифакет ги. Значи, USDC bound for Binance Treasury. Значи, луѓе, USDC е многу по-стабилна опција од USDT Tether. Ја, например, ви кажав, ја макар би ризикувал, никако нема да држам у USDT, ки гледам да го скрос избегувам. Да, повеќето токени туку Америка се спрема USDT,
ги сменам и од USDT одма ќе сменам и USDC. Вие не секој берза го имате тоа, да го флипнете од USDT и USDC ден спрема едене. Тука гледате ќе го проверите тај. Значи учете се луѓе, ја тие работи ги споделувам, да не се мачите, ја ги издвојам тие работи, ќе го разлистите и мојот профил и там ќе најдете нешто интересно, ќе скопате. Гледате, USDC тоа е многу позитивна информација. Ако Binance се нафаќа, тоа чудо да го трупа, значи знаат дека е стабилно, што се вика. И тука на дневна база Cointelegraph треба да го разлистите. Имат интересни видеа, интересни информации, гледаш шо форсират. ADF flows around 82.340 around 82.340 Ethereum и 4510 биткоин. Ethereum ETF само Ethereum си го форсират. Тук JP Morgan, т.е. Chase банка, JP Morgan Rise Price Target on Bitcoin Mining Stocks, значи знаат дека биткоин ќе се копа до 2162 година, ако не се лажам, или 8 или рандом, не може да го погодам, ама замисли си до која година ќе се копа луѓе и кој ќе ми рече некој, веруваш ли у биткоин? Да, брат, ние 2160 треба Елон Маск да не чипува сите, да не префрли у таа неговиот метаверс, там виртуелна реалност и да продолжиме да живееме за да видиме. Значи, тука луѓе на Cointelegraph има доста интересни информации и ја тука се информирам како се движат работите. Fidelity, исто гледаш. Fidelity, Ethereum bought 202 милиони долари вредност Ethereum, значи Fidelity е сериозно чудо. Fidelity луѓе гледат тие работат со Financial Planning and Advice, инвестмент платформи, low fees имат. Гледајте, има ги низ 76,000 има од 11 држави across North America, Europe, Asia и Австралија. Машалла. 75 години постојат, доста сериозно чудо и гледајте луѓе. 15 трилиони assets under administration. 5,8 трилиони total discretionary assets. Мале, човече, ово луѓе е гигант. И замисли овој кој ќе ми речат, шо мислиш у еднина ќе постоеле Ethereum? Ало, луѓе. Че гледајте колку лесно може да си ги најдете информацијата. Fidelity за 202 милиона на декември 10, сега кој сме 11 сме више тука. Јас сум 9 сата назад од вас. Значи сега тука е 2,5 гледаш после полнок. Значи ако овакво чудо шо има овакви трежери купува од белата мечка, како што ја кажав. Значи ја колку време ја зборам луѓе таа белата мечка бе. Белата мечка иначе е Ethereum ја викам. Значи тоа спомнувам белата мечка, оти забележал сум ако ставам под наслов Ethereum и знаат Facebook, демек сум сакал клик лайк видео да правам или сум плукал навредувал Ethereum и знаат да ми го тргнат постоа. Јас сум се мачил, гледате, уживам да напишам некој поднаслов така подлък. Дојдело ми од тај момент идејата и замисли они ќе земат ќе ми го тргнат. И ја после и да сакам нема да истото да може мозокот да ми го смеле. И исто гледа шо форсира, значи Cointelegraph, гледај брат, шо ти кажеш. Подобро да напиши ја за Ethereum и за Cardano, брат, шо се мисли. Значи за Star Atlas нема да ги напишат, ама ќе пишуваат за ово. Значи по тоа ќе видите дека си одработуват за елитата да народот сака да купува маме коини. Гледајте кој 117, значи ово го виделе 47,000, што е многу корисна информација, значи да се утепат треба купувајќи Ethereum, 47,000 го виделе, 1000 лајка, 157 го споделили, 53 коментари, а гледајте за срањето, брат. Гледајте, 117,000 го виделе, ово 47,000, што е многу побитно, брат. Значи, побитната работа Ethereum технологијата е помалку видена од многу се добро поклопи пост еден по друг. Гледај, 1000 лајка, 3000 лајка помина.
Ово е 157 споделени, ово е 447 споделени. 53, ово е 829 коментари. Значи моментално луѓе, вие сте првите, меѓу првите луѓе у свето што купувате биткоин, етериум и кардано. Технологија. Купувате, старател си ја оставам на страна или онaj гейминг метаверс што треба да го изградат, ја верувам лично него, не е финансски совет, и зашо нон-стоп ги кажувам тие. Че луѓе, биткоин е златото, етериум среброто и да речеме кардано бронзата. И ризичниот што го имам, ризично една од толку игри што сум тестирал многу, што сум уложил пола милион у игри сум тестирал, и у повеќето сум заглавен, чекам да си ги врнам парите, што се вика, за Македонија, геймери ќе правиме чуда, никаде ги нема, да играат дечките, про геймерите ги однема, кој е на кафе, кој женска му нема давала, кој мајка му нема давала. Замисли ти да уложиш пари у игра и тие да кажуваат дека играат 8 сати, 10, 15, 3 дена ќе играле лаптоп и однаш кабе мајка ми не ми дава, татко ми не ми дава, треба да имам да работам, треба на кафе, женската воно, значи тие се мобетите. Окей, супер, ама пред да почнете да играете за мене, човек ве е прашал. Имате ли време? Да, имаме 8 сати, имаме 10, имаме 15. Не бе брат, 4 да играете доволно. Ама тоа е. И те такви работи ги интересират сите. Гледайте, вие разликата. Технологија, погледнете кое чудо го е купило, гледа какви чуда имат у располагање и замисли си луѓето гледај што читат. Тоа е, другари, многу добро се поклопи. Другари, ово го листате, Cointelegraph, седнете целиот да го разлистате. Луѓе, верувате ли тие работи кои ги читате на дневна база? Вашиот мозок почнува да работи на друг левел. Иако ништо да не речеме не разбирате. Вашиот мозок, луѓе, кога прима такви секојдневни информации, почнува да работи на друг левел. На комплетно друг левел. Vancouver Mayor proposed Bitcoin adoption to fight inflation. Значи, погледнете, Vancouver Mayor, значи градоначалникот на Ванкувер, брат, дава предлог за да се прифане биткоин за да се борат за инфлацијата. Microsoft shareholders vote no од биткоина, ама тие ги се лупнат на етериум право. Crypto custodian BitGo enables institutional Bitcoin yield with core. Гледај, брат, BitGo. Уште има тука, чека да видиме. Значи, гледајте колку ви е онадено. Dogecoin, брачи. Ерик Трамп predicts Bitcoin will hit 1 million price scarcity. Значи, Ерик Трамп, човече, брат. Ово е сино на Доналд Трамп, ако не се лажам. Ерик Трамп е сино на Доналд Трамп. Гледајте со каква изјава на тоа. Значи, он ако не верува у воа и ако нема нели информации што технологија е тоа многу повише од нас знаат кои стојат за биткоин, значи нема сигурно да излезе да се лупа со овакви изјави. Bitcoin sees most liquidation since тоа малку ги собра овие бракета што се играја на леверидж и леверидж ставија дека ќе иде 110, 120 и многу се филмат дека гаѓат, ама место да си го чува биткоин да си го продават сега после Трамп кој ќе седне, замислете си, другари, они си фантазират дека ќе погодат X10, X5 пати, луѓе. JP Morgan rise price target on Bitcoin mining stocks, тоа значи, замислете си, че типо JP Morgan, Chase Bank, за да земе такво нешто да брмля, значи знае дека у Америка кога ќе седне Трамп на престол, луѓе од цел свет дека се забранува компании што копат биткоин. Туку у Америка од струја, од вода, од ветер имат, од струја, од сонце, од вода, од ветер имат толку ефтина струја што никаде на свет ја нема, брат. Ја ви кажав еднаш тука кај мене сега моментално работат 1, 2, 3, 4 и надвор имам 5, 6, 7, 8, 9, 10 сијалици моментално работат луѓе на оваа голема куќа. Телевизор, 4 лаптопи пуштени, добра и во грењето е на газ, значи нон-стоп е запалено, не се гасе, што се вика, нели, и да си легнем да спиеме, силици се остават, ово е Америка, подобро да мислат дека некој има, како станаат такви, нели, ризични
времиња, подобро некој да има, да мислат дека некој има, отколку да се изгасне. И стигнуваат некои смешни суми од стотина нешто долари. Да не зборам за печка што нон-стоп се готве, да речеме, зимно време, нели, послабо се оде по ресторанти, пошто е многу гужви. Да не збореме хутови што влечат и чуда. И замислете тука да дојдат да копат майнинг биткоин е ништо, другари. Ништо. Ќе ви покажам, ќе направам, многу луѓе ми тражија за чекај, јас што вратам тука. Многу луѓе ми тражија за да ги најдам сите компании што копат биткоин. Ќе направам утре такво видео, само да ме подсетете у коментари, да не забравам. Сам ја си напишам тука сега ствари. За фактички видео за майнинг, да не го забравам, компании. Запишено е Chainlink, Coinbase, чекаш ова, Chainlink, partner with Coinbase to power data and interoperability. Брат, много седам далеко од компјутерот. Interoperability for its tokenized assets platform. Значи, еве ви булиш за Chainlink кој ме прашувавте, луѓе, еве на Cointelegraph си го најдете. Значи, Cointelegraph, упорно тоа Cointelegraph, имаше понапред една група. Cointelegraph нема да објавува нешто овакво, ако и они немат плюс информации. Значи, овие луѓе најчесто и пумпат проекти, да знаете. А исто Coinbase нема да соработува со Chainlink ако не знаат дека ако немат и они информации колку тоа чудо има добри проекти и дека иднина ќе се пумпа. Еве ви тука за Chainlink што прашавте, еве имате ги информации. 183.000 го виделе, така ли? По $1 да купат. Што е луди пари. По $10 да купат, луди пари. По 20, по $30 да купат булиш. Американците купуват и по 50, по 100.000. Значи, еве ви информации, Chainlink, гледате дека нешто се орадува. The integration will provide data and enable full life-scale management of new tokenized assets on the platform. Опа. И тука кој сака си натисне да си прочита повеќе информации. Типката CNBC ETF are the next step in the total mainstreaming of the cryptocurrency, especially for Bitcoin. Гледате ли луѓе? CNBC си трубе за крипто, труби си за биткоин, значи и вие ми пишувате на мене, брат, ќе постои ли биткоин, ќе падне ли? Луѓе, CNBC, значи аналитиката, не може CNBC да излава пред јавноста да трубе за биткоин, гледај, братче, не може да трубат за овакви суми, number of Bitcoin pushed 1,1 милион. Assets under management 100 билиона плюс. Значи не може да излегнат да брмлят за овакви работи и технологии пред американците, ако тоа више не е направено дека треба да идната дека таа технологија која што ќе се унапреде, ќе се користи у наредните 100-200 години. Зашо не можат да брмлят овакви работи, пошто многу американци после можат и да се завртат против нив и да ја удрат по една тужбичка. А и трейдинг ботс, тоа многу луѓе ме прашаа. Луѓе, престанете да ми праќате такви глупости. Не постојат такви пораки уствари. Само една секунда да пинам вода. Јас се извинувам и гуштирите пијат водичка. Значи, луѓе, престанете да ми праќате пораки, брат, шо мислиш за овие трейдинг ботс, легални ли се, легални ли се, легит ли се, луѓе, такви работи не постојат, само ќе си ги изгубите парите. Престанете да користите такви ботови или имаше еден дечко ми беше пратил, ама требаше да го објавам, за Увелес мислам дека беше, на Телеграм група ќе направиле и ќе имале инсайдерски работи за пумпање на коини, брат, кога и тие глупости, луѓе, постои нешто само на Binance, на Legit берза да си купите Bitcoin, Ethereum, Cardano и сами да си пронајдете друга технологија, дали ќе Ripple верувате, дали Solana, дали BNB, Binance токен, замисли си на шо мислите, Binance токен е 688, тоа ќе стигне 3.000, 4.000, 5.000 долари со тек на време за тоа шо мислите, Binance ќе пропадне ли? Многу луѓе го забрават. Binance
Токено е колко 688 беше през, ако не се лажам. Binance токено е 688. Много луѓе се скапо брат, ово. Луѓе не е скапо. Ово па можем слободно да кажем дека уопште не е скапо. Замислете си, ово BNB е на Binance компанијата. Јас луѓе у Мајами пред 9 години изпуштив луѓе да бидам мултимилионер. Значи мултимилионер, брат. Цимеро Бојан ми вика тети $10,000. Он имаше операции, каже го меѓу првите братче, можем да кажем слободно у Флорида македонци и прв ако не, шо копаше тест пилот, правеше Ethereum майнинг машини најдобрите. Значи ја после истражував, не се видувал со него многу години, 7. Значи да му дадам рака да му кажам дека јас тоа што видов у Сиетл, неговите машини беа најдобри. Замислете си, бе, луѓе, тај човек го имат иселено од Македонија, што се викат, мислам, иселено. Он се иселил од Македонија зашо е видел дека таму нема иднина. Замислете си го, бе, тај калибар на човек да беше каже го у Македонија и државата да го ангажираше да градат Ethereum у времето, значи зборам пред 9 години, 8-9 години нема држете за збор. Јас сум тука 7, значи пред аз сум 2 у Мајами, значи така некде 8-9 години. Типо направи најдобрите машини. Што значи тоа? Значи неговите графички не горе како ја другите луѓе тука што ги запознав по другите држави. Македонци што знам што се копале, ко беше пред 8-9. Сега више тоа умре на работа и јас сум првиот што го предвидев дека тоа ќе заврши. Дека ќе заврши, предупредов ги македонците, еве старата гарда кои се криптореволуција, знаат дека јас зборев за тоа, дадов и шанса на македонците на време да ги продават тие машини и да се оттарасат да ги продават по други балкански држави. Никој не е послуша, напаѓаме, закануваме се такви луѓе што продаваат Ethereum машини и го расипува в бизнисот. На крај спаднав управо и илјадници македонци, братче, илјадници македонци ми се јавува да ми кажат фала за тоа што нели се исплашиле, што земале кредити и чудо, продават ги на време машините и среќи се спасуват. Ама десетина илјади што копа по мои информации многу изгубија, посебно и префрлија се па и други шиткоини там да копат и мал дел мислам дека имат профит некој направено, ама 99% имат изгорено страшно. Значи луѓе, не го забравувајте Binance токено. Се забравам ја да го спомнам. Значи ботови и такви у Telegram групи, Viber, WhatsApp, дека демек ќе ви даделе инсайдерски информации кога да направите пари, тоа е глупости. Само можете да ги изгубите парите. MicroStrategy, брат, типо е друг левел, мислам. Типо е, не знам. Типо е, по мој инфо, висок левел на тајните друштва масон и типо, братче, изберен, гледате, мислам, милиарди долари става, милиарди долари заеми, чуда. Типо е едноставно гурото изберен да промовира технологијата на Deep State и на сите елити заедно што се има. Ке видите уиднина, сите држави ќе прифанат биткоин, како што се договорија за Антарктик, така ќе се договорат и за биткоин, ќе видите преку ноќ ќе се договорат дека еве тоа е таа дигитално злато, сите ќе тредат у него. Ripple, еве луѓе, Ripple CEO confirms approval from New York Department, не се ќава ако се чита. New York, да не е New York Department. Не, ќе ми извинете, ама кратенките не ги знам сите. Кој се интересира за Ripple, еве тука на кој сите ми прашуваат брат информации за Ripple. Еве другари, имате чекај само да го пуштам ово. Имате, само да видим колку се време снима, 24 минути. Имате информации тука, еве Аргентина, и зашто не сум ставил лайк на ова чудо? Че Аргентина National Securities Commission approves foreign spot Bitcoin ETFs. Значи, другари, сите држави упаѓат зборат за биткоин, само Македонија блокираат банките. Човече, многу ми е криво, душата ме боле за тоа. Значи, inside Bitcoin soared from 1 in 2011 to 100,000 providing, окей. Имат доста интересни клипчиња што луѓе, вие, например, кога ќе ги изгледате тие клипчиња, значи на друг левел ви работи мозок. Значи гледате цел свет зборе за нив
И вашия мозък уствари не се плаши više, разбирате ли? Значи, що повише приема информация, гледа колко държави ги имплементират овие работи и станувате по-безбедни. Разбираш, вашия мозък креира аналитика, дека вие сте безбеден. Значи, вие купувате биткоин, етириум, кардано, толкова много информация се въртат, значи тия работи тежко да го пропаднат. Да, ќе пагат и по 90% и повише, да речем, ќе има корекции нормално, bear market, па дори и на вакви корекции ќе има. Ама, луѓе, тия технологии тешка работа да изчезнат от наредните 100 години. Другите да знаете 90% от коините ќе изчезнат и от токените. То бидете сигурни. Али овие три тешка работа. Гледаш Цизи, ова е најакиот мозок на ово ти е кинескиот Елон Маск, може слободно да кажам, иначе бена се, много луѓе не знаат, ама тоа е на Кина берза и е много по-добро од америчката. Типот е кинескиот Елон Маск. Не можеш ти да отвориш таква берза, брат, че као да ме приказните у Америка у гаражата почнале, ова е приказната па од мајка му некако станал ли го беше продадел, нешто не се кјам кој беше, он по устанал почнал и крира една од најаките берзи денеска бина, смислам. Ја од такви приказки не верувам. Исто како Амазон почнал у гаражата, како беше Елон Маск почнал таму у шупата у Јужна Африка, татко му братче, магнат со градени у воени бази, треба и за него да направим едно видео ми тражат, да видат кој е Елон Маск. Тоа чудо е многу по-опасно од колку што мислите. Тоа чудо има за план на цела планета да ја преземе работата и да не чипува. Мене не, вас може. Вие од челом може да ударите и 2 чипа, знаеш, македонци се секош понапред. Значи Bitcoin can do a lot more than gold. Значи најнормално, маркет капо на златото дефинитивно Bitcoin ќе го помине. Бидете сигурни. Еве го братч, да, бил сум управо. Ерик Трамп е сино на Трамп, значи овај човек нема да се појави за тоа што он купил Bitcoin да го пумпа. Таа фамилија е висши милиардери и нема сигурно да излезе да зборе така рандом, значи тоа е длабоката држава и дава наредби и тие, значи што ја не се појавам, брат. Кој мене ме викнал, освен фала и на доктор Горан и на така канали што повише ги следат и Infomax, друг никој ме нема викнал. Татунчо ми има покането да го стом кај него у подкаст Требе, ама за него така се чувам сакам бул маркетот да заврши и да улегнам, и више сам ги кажал повеќе работи. Сакам да заврши бул маркетот, па после кај Татунчо, али овие луѓе се појаваат, гледате, затоа што е наредено. Microsoft, што да ја кажам, денеска спуштија и цената и они што направија, за да гласаа не, упаднаа у Ethereum. Мислам, фактички спуштија цената на биткоин, биткоин ја средна уши толку на Ethereum, колку биткоин падна 3%, Ethereum 5-6 го повлече, што да ја кажем, брат. Еве, Circle partnered with и другари, гасам, чека само шо, Bitwise predicts that Bitcoin, гледате брат, Bitwise predicts дека 2025 биткоин 200,000, Ethereum 7,000, Solana 750, гледаш, они си форсират нивните, гледаш, шо форсират биткоин, Ethereum белата мечка и Solana малото мечка. Денеска веќе 24 сата трансакциите не работат, не 24 сата, ама едно 16-17 часа трансакциите на Solana се паднати. У повеќите игри не може да направат трансакции, не може да копаме Atlas, што се вика, поради тоа што си избрале лоша мрежа и ефтина мрежа, а не функционална, ама тоа е. Че најголемиот проблем на стар Atlas е тоа што избрале Solana наместо некој друга мрежа, ама тоа е. Еве, гледате што се форсират. Тоа го прочитале 79,000, за 10 дена ќе го прочитат можда и милион. И еве како си ги држат, гледате, како си ги држат работите. Can the US government use sized Bitcoin? Да, и плано на Трамп е целиот биткоин што ќе го заробат од криминалци, да се складира и да се чува, и ќе видиме Трамп што ќе одлучи. Значи, тука беше there is a simple rule of time to picking crypto gaming tokens with a shoot of longevity, say yield. Ајде да видиме, браче, кој ги има кажено. Значи, типо го форсира Floki, Gala, Bean, The Sandbox, Axie Infinity
Death Mana, ApeCoin и Superverse. Sandbox ке се върне на цена, Axie Infinity и Пола да стигне от това ке е супер. Gala Kid 0.70 трябва да се върне. Мана исто верувам да ке се върне и ке видим колко ке креират нови. Аз планирам да излезам. Бин, американците знаят да го много купуват. Флоки исто го бръмлят нон-стоп. ApeCoin го бръмлят исто, ама не ли тия я работи не ги купувам. Superverse не се кявам то чудо, що беше. Али гледате, Guild лижат газ на Стар Атлас, а гледате не ги ни спомнуват. Това е, другари, форсират си упорно нивни работи, они шо ги имат накупено. Трамп Predicts, па Ерик Трамп, я мисля в Трамп. Marathon Digital Acquires, гледате, луги сите купуват биткоини. Значи купили 11,774 биткоини за един забърка, 1 билион, другари. Не купили злато, не купили сребро, не купили на Wall Street акции, купили биткоин за един забърка, 1 билион. Има тотал 4435 биткоин. Сега се процени на скоро 4 милиарди. И вие ме прашуват опорки дали да купуваме биткоин. Луги, на 100 000 биткоин се купува, на 120, на 140, на 180, куки падне на 60, на 50. Секо ще се купува и се трупа, брат. Секо ще се купува. Дали сега иде 120 или 140, 160, дали отмък ќе падне, нема ли да падне. Брат, че то си оттрупате. Наместо да купувате злато и глупости сребро, купувайте си ово, човече, трупайте си го. Ако не ovaj bull market, ако не други от 2035, луѓе, тоа ќе кошта милионски суми. Милионски, аз имам, не може да го найдам линко у групата Криптореволюция, имам направено много яка аналитика на почетоко на кога я креира в групата Криптореволюция. Кажав, луѓе, ако сега у Македонија продадете куките и ги ставите, тогава не се кявам, трябва да видим на линко колко е бил биткоин. Дали беше 0.40 или дали беше 40 или 23 или какво и да е. Бев кажал, луѓе, ако продадете куките и си купите биткоин, сега ќе вреде много повече. Погледнете, луѓе, и да съм кажал на 23.000 или на 30.000 или на 40.000 или не се кям колко беше. Луѓе, ако я продаде куките и купя биткоин, биткоин иде до 104.000. А па ако купя Cardano, нека да направим обед, да не филозофирам, ама ако купя биткоин, я бев и кажал дека сигурно ќе бидат много по-богати. А замислете си, бул маркето не знаеме дали ки е 120, 140, 180, 200, никой не знае. Замислете си, ако Македония продаде куките, моята аналитика цяла Македония ми смееш. Ама я имам напишено, трябва да го найдам сликата у Криптореволюция. Кажа, всеки ще ги продаде куките. Не ли сите куките нямат пари. Всеки ще ги продаде куките. Иде да живее кай баба му, ако има место, и да чува 4 години, дека със сигурност после ки купе неколко куки. И изпаднав управо. Трябва само да го найдам да имам на коя цена и па да пресметаме. Ако некой го найде, да ми го прате, частам го вечера в Македония. Листайте у групата за мисия, листайте у групата. Ако найдете моята обява у Криптореволюция, ако найдете моята обява, що съм обявил за ако продадат куките у Македония, ако я продадат куките у Македония и купат биткоин, а живеят кай баба и или одат негде, под Кирия малко у Македония се трошат много пари, да живеят, нели, стандарт е това, да живеят кай бабата, разбирате, общо кажено, дека много по-богати ќе бидат после 4 или 8 години. Значи да, трябва да 4-8 години да си стеснете това газенцето, ама баба ви сигурно ќе готви некои чудни работи, брат, зелници, чуда, и емки си поминете убаво, емки си ги бидете до тия баби, дедо, шо замислете си, сме ги забравили и после кои изчезнат сваките колко ви не достигат, тая аналитика. Кой ќе найде сликата ми я прате, у Македония участвам много яка вечера. Чао, другари, и поздрав!